вечер. Малку ми е жал што сме толку, како се вика, оддалечени, ама поради техниката. Човек денес не може да каже нешто без да биде снимен и затоа мора, тука не смее ништо никој да седи, да има поле на ова, знаете, снимање и сето тоа. Иначе јас би сакал да сум многу поблиску и сега некако едва и знам кој е кој. Чекај. Ја. Јас морам да си давам сега тука штоперица, да не претерам со времето. Човекот може да се изгуби понекогаш, малце, да губи контрола колку зборува веќе. Океј. Ја денес, за жал, вчера се расипи ова таблата и сега мораме од зидот да читаме. Ама мислам дека е окей. Значи, ова е плакатата, денес сме на нашите предавања, животот е повеќе е името на нашето здружение, а и програмата, агендата. Нели, агендата. Имаме ли ние агенда? Да, имаме, бидејќи и Бог има агенда за нас. И таа агенда има врска со животот. И една од целите на нашите предавања е да ви даваме еден осет, еден вкус на тоа дека Божјата агенда за нас е повеќе од она што го очекувавме. Во нашето традиционално сваќање за верата во Христос, нашата религија, не оној живот што Бог сака да даде, неговата агенда е многу повеќе од она што ние си го имаме замислено до сега. Минатиот пат зборувавме за успешно живење и сето тоа на некој начин кумулираше во една изјава на Господ Исус Христос, кој рече која полза ќе има човекот ако ќе го добие целиот свет, а сепак самиот себе да се изгуби. Самиот себе се изгуби и да биде оштетен. Најдобрите и најголемите успеси во животот се ништо во однос на прашањето што станува со тебе лично. Што станува со тебе успешен човеку? Што станува со тебе лично ако си успеал во пари, во медали, во титули, во позиција, во популарност? Што станува со тебе лично? Дали ќе бидеш изгубен или дали ќе бидеш најден? И минатиот пат зборувавме за тоа дека најголемиот и најосновниот успех би било да му дозволиме на Бог, кој не бара, да не најде. Океј? Бог веќе не бара. Бог е тој што бара изгубени луѓе. Успешни или неуспешни. Изгубени луѓе без вистинска врска со Бог. И Бог е тој што нас не бара. И нашата задача би било, престани да бегаш од Него. Дозволи му да те најде. Не крии се веќе, не брани се, немој да противиш. Имаш прашања, прашувај. Ама дозволи да те најде. И во тој случај, ако Бог успева еден грешник да го најде, читаме во Светото Писмо, има една забава во небото. Бог се радува. Божите ангели се радуваат. Значи, што може таму да ги возбуди? Бог со сите тие во небото. Што може да ги возбуди? Господ Исус вели еден грешник кој се кае. Еден изгубен грешник кој се враќа или дозволи да биде најден од Бог. И тоа дава на нашиот живот еден голем потенцијал. Најголемиот успех
Ja, дозволи му на Бог да те најде и тој ќе се радува и ти ќе се радуваш. Тоа е агендата. Значи, ако мислите, има некоја агенда тука, да, има. Тоа е агендата. Божјата агенда. Сакам да почнам со еден стих, една реченица од Светото писмо. Апостолот Павле им пишува на христијаните во денешна Турција, централна Турција, галатјаните, дека ова е нашата тема, плодоносен живот. Плодот на духот е љубов, радост, мир, трпение, љубезност, добрина, верност, кротост, самоконтрола. Со други зборови, ако му дозволиш на Бог да те најде и тој делува во тебе, тој действува во тебе, внатре, ова ќе биде плодот. Ова ќе биде плодот. Плодови. Ja? Плодоносен живот. Како што рековме, тоа би почнало со тоа. Бог ќе ме најде и Бог почнува да го обновува мојот живот и ова ќе излезе како резултат. Ja? Ова реченица опишува не е толку каков успех ќе имаш во животот, туку каков човек можеш да бидеш. Каков човек можеш да бидеш, какви доживувања можеш ти да имаш во себе, во твојот однос со Бог и какво влијание ќе имаш ти кон твојата средина, кон луѓето околу тебе. Ja? Љубов, радост, мир. Колку пари мораш да даваш да купиш мир. Не се купува мир. Тоа е плодот на Божјото делување во тебе. Ja? Трпение, Алекс во битола во колата. Океј? Алекс во сообраќај во битола. Трпение. Ja? Не растат сите плодови исто брзо, ми се чини. Ja? Љубезност. Ja? Замисли ти да си љубезен. Наместо она што сега си. Не знам, не ве познавам, ама замисли да имаш таков шеф на работа, кој е трпелив, љубезен, добар. Ja? Замисли да имаш вработени кои се верни, кои не крадат. Ja? Некој колега кој е кроток, не мора да биде цело време над тебе, да те понижува тебе. Само контрола. Колку штети би ги немало во нашиот живот ако би можеле да се контролираме. Плодот на духот, плодоносен живот. Тоа е нешто што навистина реално се случува од како некој човек е најден од Бог. Дозволи да биде најден. Ама тоа е потенцијалот. Тоа е што се случува од како му дозволив на Бог да ме најде. Но, реалната состојба, ако не сум најден се уште, ja? Како изгледа таа? Тука сме со Јован Крстителот. Се сеќавате кој е Јован Крстителот? Една фигура со брада, со малце див, аскет, живее покрај реката Јордан, јади скакулци и див мед, значи здрава храна многу, ама носи така еден мантил од камилски влакна. Тој беше Божи пророк, испратен пред Исус Христос. Испратен да ги подготви луѓето за Исус, а неговата порака. И тој дава тука една диагноза на состојбата на израелскиот народ во тогашното време. На множеството кое доаѓаше да биде крстено од него, му велеше: змиини пород, кој ве предупреди од гневот што иде. Донесете плодови достојни за покаяние и не зборувајте сега во себе си: го имаме Аврам за татко.
Зашто ви велам дека Бог може и од овие камења да му издигне деца на Аврам. А и секирата веќе лежи при коренот на дрвјата, затоа секој дрво што не дава добар плод, ќе се сече и се фрла во оган. Ова не беше пријатна порака. Ова беше прилично навредлива порака, ама тоа беше вистината. И еден пратеник на Бог секогаш мора да ја зборува вистината. И покрај тоа, ако е таа навредлива и тешко да ја поднесиш. Ja. Ама целта беше луѓето искрено да прават еден пресврт во својот живот. Што бараше Бог од нив? Знаете, ова Јован вели: донесете плодови достојни за покаяние. Покаяние значи се каам во мојот внатрешен став, мислите, сватив дека грешам и сум на погрешен пат и правец и правам пресврт. Мислите се менуваат, ставот се менува и правам пресврт. И Јован вели: луѓе, ова не ме интересира ако вие глумите. Јас сакам да гледам да е тоа реално, да е тоа искрено. Да има плодови што покажува дека навистина сте направиле пресврт. Значи, што барал Бог од нив? Бог барал да го сватат Бог сериозно. Ова беше сериозна порака. Тој вели: доаѓа гневот. Доаѓа гневот, Божиот гнев доаѓа. Еден човек, мислам, една од најважните работи во нашиот човечки живот би било да го сватиме Бог сериозно. Бог не е играчка, Бог не е виц, фигура од вицовите. Да го сватиш Бог сериозно е една од најважните работи во нашиот човечки живот. И тоа го бараше Бог од нив. Кога Бог кажува нешто, да го сватам тоа сериозно. Ако некој човек кажува нешто, може би греши, може би лажи, може би не е така, окей, не морам тоа да го сватам сериозно. И покрај тоа, понекогаш, во меѓучовечките односи, ако другиот не го сваќаш сериозно, има пак проблем. Ама кај Бог, ако Бог зборува, свати го сериозно. Биди искрен во диагнозата на твојата состојба. Тука има луѓе кои се лажат. Има религиозни луѓе кои велат: нашиот татко, нашиот предец е Аврам. Аврам беше голем Божи човек и така по автоматизам ние сме во ред во однос на Бог. Бог нема нам да ни суди. Така мислеа многу евреи тогаш. И Јован ги знаеше срцата на своите луѓе. И ги улови таму во дупките каде што сака да се грижат. И велат: луѓе, вие, јас ве знам, вие сте мој народ, вие сте змии. Змии. Опасни, отровни змии сте вие. И вие си велите уште: Аврам е нашиот татко, се лажите самите себе си. Божиот гнев доаѓа. Вие се лажите. И тука имаме ние еден проблем. Ние знаеме самите себе си да се измамиме и да се лажиме. Значи Бог бараше да го сватат сериозно. Бог е наш создател. Ние сме негова идеја и дело. Замисли. Не само делото на нашите родители. Тие беа средствата да не има нас.
Ама конечно секој од нас е Божја идеја. И Бог бара да го сватиме сериозно. Секој татко, секоја мајка ќе бара од своите деца, не правам јас вицови. Сакам да ме сватиш сериозно. Okay? И така мисли Бог во однос на нас, созданија негови. Еден човек треба да го свати сериозно својот одржител. Бог ни го дал животот и го одржува во секој момент. Зошто сме живи денес? Зошто го поминавме денешниот ден? Бидејќи Бог ни го даде и Бог не држи во живот. Бог треба својот судија да го свати сериозно. Доаѓа Божиот гнев. Треба да знаеме дека еден ден, и тоа е нешто што не прави луѓе, човекот, сам единственото суштество на ова земја, кој е одговорен пред Бог. Ако едно куче трча по мене и ме каса во задникот, знаеш, нема да се соочи со Божиот гнев. Може би со мојот гнев. Ама ако еден човек ме малтретира, ме лажи, ме кради, ме понижува, и тебе, тој мора да одговара пред Бог за тоа. А и обратно, и јас морам, кога јас го правам истото. Значи, ние сме такви суштества, кои имаме одговорност пред Бог. И тоа ни дава огромно достоинство. На Бог не му е се едно какви сме. Не му е се едно што мислиме, што зборуваме, што правиме. Бог не цени, не направи во својот лик, а тоа значи дека имаме способност морално да мислиме и сме одговорни за нашите постапки, одговорни за нашите зборови и мисли. Значи, Бог бара да го сватиме Него сериозно. И кога Бог ни кажува нешто, да го сватиме тоа сериозно. Еднаш се случува, моментално се зборува многу за политика. Со еден мој пријател дискутираме за политичките ситуации, има војни, не сме од исто мислење. И дискусијата станува понекогаш жестоко. Ај. А јас во таа дискусија му велам, Владимир Путин еден ден мора да одговара пред Бог. Тој го обвинува Путин, окей? Јас велам, тој мора еден ден да одговара пред Бог. А и ти и јас велам. Окей? Значи, малце да одиме од политиката кон она вечното. Ja? Мојот пријател вели, ако сите луѓе би биле како јас, како тој, не како јас, како тој, тогаш овој свет би бил подобро место. Може би да. Ама, јас си велам, јас не се осудувам тоа да го кажувам за себе. Ако сите би биле како јас, Алекс, дали светот би бил подобро место? Не сум сигурен. Знаете, јас знам доволно за себе си, дека го слушам Бог. Јас лежам под Божиот рентген. Рентген е остарено. Како се вика? X-ray за магнетна резонанца, што знам јас. Бог ме познава мене. И јас, слушајќи го Него, се запознав малку подобро со текот на времето. И јас не се осмелувам да велам, ако сите би биле како јас, тогаш светот би бил окей. Не. Јас сватив доволно за себе си, да знам, за да обстанам пред Бог, ми треба спасител. Ми треба спасение. Јас нема да служам за пример за другите. Туку мене ми треба прошка и спасение. Тоа јас научив за себе.
Ja? Јован Крстителот се трудеше на своите современици тоа да го пренесе малце на по-строг начин, може би тие требаше со чекан. Ja? Знам, ние битолчани, ние, во наводници, брзо се плашиме. Ако нешто строго се кажува, веднаш се плашиме. Охолеле. Ja, и мислиме некако, ајде, со благо лажење и со благо, не знам, од избегнување ке се лажиме ни животот. Не со остри, со страшни, не со малце. Ja? И мислиме, ама има и Бог, Господ малце, и она малце, и она малце. Не, луѓе, ова завршува на крај во катастрофа. Видовме, Кочани, вакво малце по малце, тука мижи, таму не прави, заврши во страшна катастрофа. А и нашиот личен живот, ако така сакаме да тераме, во однос на Бог, ќе заврши во најголемата катастрофа, Божиот суд. Јас научив, ми треба спасител. И Јован Крстителот рече, ова е ситуацијата, секирата веќе е ставена на коренот на дрвјата. Имаме тука луѓе што имат плантажи по ресен, окей? Плантажи, овоштарници. Тие дрвја што носат плод, ги негуваш, се грижиш за нив, ама ако некој дрво не носи плод, се исуши. Што ќе правиш? Па сечи го, дома ќе те грее, ја, огрев и стави таму ново дрво. И така вели, знаете луѓе, ситуацијата е ова, добриот плод го нема, ова дрво, џабе стои, ќе го сечиме. Така вели, овај, како се вика, градинарот или човекот што одгледува јаболко. Ja? Најнормално. А плодовите што Бог ги бара, веќе видовме, вистинско покаяние, да го сватиме сериозно, добри плодови во нашиот живот, еден живот што би личело на животот на Исус Христос, со кратки зборови. Ама такви плодови во нашиот живот ги нема. Ja? Плодовите во нашиот живот Бог ги опишува со злоба и со расипаност. И знаеш, ако малце зборуваме ние помеѓу себе, ние битолчани, ако дозволите да се бројам и прилепчани, ja, и други чани, што знам јас, германчани, ако зборуваме малце помеѓу себе, тешко е да не зборуваме за расипаноста, за корупцијата, за лажењето, за измамувањето, што е најнормално нешто, најсекојдневно нешто во нашиот живот. Ja? А проблемот е што не само другите се проблемот, туку и јас сум дел од сето тоа. И така Бог ги гледа плодовите на нашето живење и гледа таму зло и расипаност. И поради тоа доаѓа Божиот гнев. Божиот гнев е една праведна реакција на зло. Знаете, кога има некој, веднаш се согласуваме, некој отепал некој човек. Него треба да го погоди гневот на битолската полиција и правосудството. Мора да се реагира, мора тој човек да се уапси и да се казни. И велиме, еве правда. Правда. Треба така. Тоа е добро ако тоа се прави. И така е Божиот гнев. Една добра, потребна, праведна реакција на нашето зло. Или со други зборови, на нашиот грев и гревови. Божиот гнев е факт и тој доаѓа, вели Јован Крстителот. Ja. Но, сега морам да кажам но, не само Божиот гнев е факт и доаѓа, туку и Божјата милост е присутна и Божјата љубов кон нас луѓето.
И тие се факт. Рековме, Бог не бара. Бог се гневи, значи, на нашето зло, негодува. Не се согласува со мојот грев. И знае, еден ден ќе морам јас да го казнам овој грев на тебе, Алекс. Ама истовремено те барам, за да те најдам и да те спасам. Значи, Јован Крстителот зборуваше вака. А по него што дојде? Дојде Божиот гнев? Како што вели тој, Божиот гнев доаѓа. Дојде ли Божиот гнев? Не, после Јован Крстителот се уште не дојде Божиот гнев. Туку дојде Исус, Спасителот дојде. Ja? Значи, Исус дојде да ги бара изгубените грешници кои живеат под Божиот гнев. И Божјата љубов сега се труди да ги најде. И сега ќе читаме уште малце во Библијата. Знаете, да немам Библијата, јас немам ништо да кажам. Библијата зборува, јас само малце така ја сервирам. Okay? Сега гледаме Исус. Господ Исус Христос оди низ градчиња, селата во Израел. И тука се гледа големо множество се собра околу него. И кога луѓе од сите градови дојдоа при него, значи тој имаше времења кога беше многу популарен, многу народ доаѓа. Ама сега тој им рече во споредба, им кажува некоја споредба. Излезе сејач да сее свое семе. И додека сееше, едно падна покрај патот. И го изгазија и небесните птици го изедоа. Покрај патот, знаете, измеѓу нивите, каде што одат земјоделците барем, е згазено, тврдо. Таму по некое срнце падна, лежи на површината, јасно, или се згази, или птиците го најдат и го јадат. Друго пак падна на камен. Изникна и се исуши зашто немаше влага. Таму, например, во тие ридови и сето тоа има места каде што каменот е многу блиску под површината и таму има само еден многу танок слој. Брзо изникнува таму нешто, ама нема можност да се пушти корен и нема влага и се исуши. Друго падна меѓу трње и трњето, растејки со него, го задуши или го задушија. А друго падна на добра земја, изникна и донесе 100-кратен плод. Кога го рече тоа, извика, кој има уши да слуша, нека слуша. Тоа е споредбата. Учениците прашуваат што значи ова споредба. И Исус објаснува, семето е Божиот збор. Семето е Божиот збор. Значи да прашаме како бара Христос, како ги бара Христос изгубените. Тој ги бара со Божиот збор. И сега ќе читаме еднаш неговото објаснување и ќе гледаме колку често се спомнува зборот, Божиот збор и слушање. Значи, оние крај патот, тие слушале, потоа доаѓа ѓаволот и им го зема зборот од нивните срца, за да не поверуваат и да не се спасат. На камен се тие кои слушаат, со радост го примат зборот, но тие немат корен, веруваат некое време, но отпаѓаат во време на искушенија. Паднатото меѓу трње, тоа се оние кои слушале и кога си отидат ги задушуваат грижите, богатството и животните уживања и не донесуваат зрел плод. А она на добрата земја, тоа се оние кои ќе го слушаат зборот, го чуваат во добро и чисто срце и донесуваат плод
во трпение. Еве, тука сме. Значи, како ги бара Христос изгубените луѓе? И сега да не велиме тие изгубените луѓе, туку како ме бара Христос мене. Okay? Секој нека мисли за себе сега. Бидете егоист во моментов. Okay? Тој сее едно семе. Семето е Божиот збор. Значи, пак, тој ни зборува. Кога го читам ова, секогаш се велам, луѓето мислат, јас станувам христијанин, кога, како бебе, вршат еден христијански ритуал врз мене, ме крштеваат. Детето ниту слуша, ниту разбира. Ама од тој момент е христијанин. Не е вистина. Не е вистина. Тука гледаме како станува еден човек спасен. Божиот збор мора да го слуша Божиот збор. Исус бараше грешници, јадеше со нив, зборуваше со нив. Целта на тоа сеење на зборот, Божиот збор, тука го гледаме во првата реченица, да поверуваат и да се спасат. А тука има некој кој работи напротив тоа, кој спречува, кој сака да се меша, да не поверуваат и да не се спасат. Значи, тука е клучот на сето тоа. Исус ни зборува, Бог ни зборува. Целта е да слушаме и сега зависи од состојбата на нашето срце. Бидејќи овие почви некако се разни почви, се состојби на нашето срце или реакции на тоа што Бог ни зборува. Тој сака да веруваме и да се спасиме. Затоа ние тука држиме предавања од Светото Писмо. Светото Писмо е Божјото зборување со нас. Затоа имаме книги после, окей? Има книги кај сака да помагат. Ти го објаснуваат Светото Писмо. За да полесно да слушаш, да сватиш и да поверуваш и да се спасиш. Окей, Божиот збор. Божиот збор. Тоа е семето. Знаете, постојат многу религиозни книги во овој свет. Постојат многу религиозни идеи, многу религиозни тврдења. Но само една книга е од Бог овластена, дадена, инспирирана, точно дефинирана порака за нас, за наше спасение. Значи, Божиот збор не е зборот на некој си гуру, тој, духовник, тој, мајка та, што знам јас. Божиот збор. Светото Писмо е од Бог, вдахновено, споделено, запишано, проповедано, објаснето, нападнато, одбрането, и сето тоа го имаш во Светото Писмо. Може самиот да читаш и од сите тие аспекти ќе го сватиш се подобро и сватиш што е пораката. Што е пораката? Пораката да веруваш во неа, да се спасиш. Сега има луѓе тие велат, ти не можеш да го разбереш и ова она. Јас велам, извинете, јас го разбирам. Не се, ама најважното да. Најважното да може еден човек да поверува и да се спаси. Тоа може да се разбере. Тоа може да се разбере. Пораката на други места во Светото Писмо се нарекува
Евангелието за Исус Христос. Радосната вест за тоа кој е Спасителот и зошто е тој Спасителот и што направи тој за да ти биде тој твојот Спасител. Радосната вест за Исус Христос. Тој е Спасителот. Не радосната вест за твоите религиозни активности и достигнувања. Туку радосната вест како една изгубена овца, еден изгубен, грешен човек може да се спаси, да биде спасен, подобро да кажам. Не сами од себе да се спаси, туку да биде спасен од Спасителот. Радосна вест. Толку е јасно дефинирано дека апостолот Павле вели, ако некој доаѓа кај вас и ви проповеда едно евангелие, наводно евангелие, се продава под име добра вест, ама тоа да се разликува од она што Павле го проповедаше, нека биде проклет. Павле не вели, вие кутрите не можете да знаете, овци сте кутри, живеете во некоја магла. Не. Евангелието, радосната вест е јасно дефинирана, јасно објаснета и вие можете да знаете што е тој оригинал, што спасува, што е лек, што те спасува. И ако некој доаѓа и има ставено нешто во тој лек да биде отров и сака да ти го стави во твојот систем, да те убие, ти можеш да ја знаеш разликата. Тој човек нека биде проклет, вели Павле. Ми е само важно да знаеме дека таа порака е доста јасно објаснета, дефинирана и може да се гледа кога некој ја менува и тоа од лек станува отров. И знаете, Бог зборува, Божиот збор. Кога Бог зборува, тоа е сосема поинаку отколку луѓето кога зборуваат за своите религиозни идеи. Бидејќи Божиот збор има сила да создаде нов живот. Затоа се вика семе. Вие тука имаме луѓе кои се занимаваат со земјоделие. И домакинките знаат да сејат нешто, да стават нешто, и како од едно семе изникнува соодветниот живот. Тоа семе носи во себе потенцијал, сила, да израсте нешто прекрасно. И така е Божиот збор. Божиот збор, за разлика од други религиозни идеи, има сила, ако го примиш, тој делува во тебе и ќе се спасиш. Замисли. Божиот збор е порака која спасува. Тоа ест, самата порака не спасува. Бог те спасува кога ти ја веруваш пораката. И затоа Божиот збор, Исус вели, јас го сеам Божиот збор. Има многу религиозни лажговци, брблачи, не знам што, нивната порака не спасува, туку те заглавува уште подлабоко во изгубеноста. Океј. Божиот збор е толку јасно. Кога апостолот Павле беше во Македонија, во Филипи, еден човек таму свати што му е состојбата пред Бог и прашува Господа што треба да правам за да се спасам, тие рекоа, верувај во Господ Исус и ќе се спасиш. Ти и твојот дом. Верувај во Господ Исус. Тоа е Божиот збор. Се разбира кој е Исус, се објаснето многу обширно на друго место. Да се спасиш од што? Од многу нешта. Ама пред се од Божиот гнев. Јован Крстителот рекол, доаѓа Божиот гнев. Од тој гнев, од тој Божи суд, човек мора да се спаси. Не можеш да побегнеш, не можеш да се иселиш, не можеш да го подмитуваш Бог. Судијата, не прима мито. Нема да можеш да го искривиш, да го... Кај Бог не.
Ja? Германците во Минхен, во АДАЦ, каде што македонците носеле за хомологација на колите, еден ден паднав покрај еден македонец, таму чекав, еднаш една кола. Поминува професорот од Битола што држеше тука хомологација, односно Скопје, не знам. Да, баш до тој момент. Македонецот ми вели, чекаме ова, да, чекам. Абе, слушај, може и побрзо. Нив ги расипивме. 50 евра и ќе бидиш напред. Замисли. Овие луѓе од Минхен, германците, ги корумпиравме. Веќе беа такви, иначе немаше да примат. Нели? Ама Бог не се корумпира. Ние мислиме со нашето религиозно однесување и умилкување, Бог ќе мижи. Не, Бог не мижи, ама Бог простува и спасува, кога ние станеме искрени. И така Господ Исус вели, вистина, вистина ви велам, кој го слуша мојот збор, еве пак слушање на зборот, и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смртта во животот. Замисли, тука судијата, Исус Христос, е и спасител и судија. Или. Твојата одлука одлучува кој ќе ти биде тебе Исус. Спасител или судија. Твоја одлука. Кој го слуша мојот збор, вели, и му верува на оној кој ме прати. Значи, Бог го испрати Исус. Ако му веруваш на Исус, му веруваш на Бог. Нема разлика. Тој човек има вечен живот во истиот момент. Тоа спасение се случува во тој момент кога еден човек на вистина му верува на Исус Христос и со тоа му верува на Бог. Радосната вест за Исус. Ти можеш во овој момент да веруваш и да си спасиш. Не мораш да се зачлениш кај нас, никаде не можеш да се зачлениш, не мораш да платиш, додека седиш и слушаш и веруваш, можеш да се спасиш. Ќе ви кажам, еден мој пријател во Германија се вика Хелмут Шмидт. По старите знаат, така се викаше некој канцелар наш. Хелмут Шмидт. Тој Хелмут Шмидт беше млад човек. Го зедов како автостопер еден ден и паднаме на муабет за Исус, за Бог. Дека имав касета, тогаш имаше касети во колата, едно предавање. Хелмут влегува во колата, каде сакаш да одиш, Бад Мергентайм, таму и таму. Јас одам не таму, ќе го носам, 30 километри, ќе го носам. Може би Господ го намести ова, кој знае, ќе го носам. Возиме, вели, што е ова? Што слушаш? Па едно христијанско предавање. Хелмут вели, ова не е случајност. Ти веќе си трет, дали и на истиот ден, трет христијанин таков. Значи, еден, па друг, па јас. 3 луѓе му намести Господ да го земат, да слуша, седи кај еден свесен христијанин кој верува во Исус во колата. Ајде, јас го носам, правиме муабет, јас му предложувам, знаеш, можеме да читаме заедно во Библијата. Океј, се договориме и почнавме да се видиме, читаме Библија по полека. И, не знам, неколку недели, 2-3 месеци, разговор, читање, шетање, муабет, ова. Една вечер доаѓам кај Хелмут. Хелмут немаше работа, беше депресивен, мислеше на самоубиство и сето тоа. Одам кај Хелмут. Хелмут е дома во својот стан. Тој живееше сам. И му ја имав дадено книгата Исус наша судбина, таа ја има таму. И вели, падна ми на муабет и му вели, знаеш, Хелмут, ти треба на вистина да поверуваш во Исус и да се спасиш. И Хелмут ме гледа вака, се спасив! Ме гледа вака, се спасив! Ја како?
читав ја во ова книга Исус наша судбина и наеднаш, додека читам, се наежив, и ми опишува што му се случи во лицето и сето тоа. Знаете, во тој момент кога тој читајки поверува во Исус, се случува дури нешто кај него телесно нешто и Хелмут беше малце специфичен тип, објаснуваше на начин и се вела, ова не ми се допадна, што се случи со човекот? Ама тој тогаш навистина поверува. После се гледаше. И ми опишува додека читам. Ја читам добрата вест, го слушам зборот на Исус и поверувам. И се спаси. Ja? Мислам, го знам Хелмут одамна. И други луѓе од неговата фамилија поверува, се спасија. Што сакам да кажам? Во моментот кога слушаш и веруваш, Бог те спасува. Не зачленување, не знам какви ритуали, туку го слушаш зборот и веруваш на вистина. Ja? Има вечен живот и не доаѓа на суд. Еве се реши проблемот на Божиот гнев. Јас бев под Божиот гнев. Со мојата вина, со мојата злоба, со моите гревови, со моето безбожништво, со мојата себичност и егоизам и не знам што. И сега ми ветува судијата. Твојот случај веќе се реши, готово. Не доаѓаш ти на суд. Јас ќе одам на суд за тебе. Тоа вели Исус Христос. Ja? Значи, Божиот гнев веќе не е за мене тема. Тој добив прошка. Ja? Некој друг беше во Божиот гнев и суд на место мене. Затоа ќе зборуваме наредниот пат. Преминал од смртта во животот. Тоа е радосната вест. Ама знаете, ова е радосната вест и сега ние читавме за почви. 4 почви. Оние кај патот. Значи, има во една толпа на луѓе, во една голема толпа на луѓе има разни ставови. Например, има луѓе кои слушаат, ама некако тврди се срцата. Не може Бог да ти зборува. Ja. Тоа е како да ништо не беше. Излегуваш од тука и велиш, како игра жените денес во ракомет? И толку беше. Сето тоа што Алекс гимнастика правеше напред, зборуваше како ништо. Ja. Се меша и твојот непријател, ѓаволот, интересно, кога Бог сака да те спаси, твојот досегашен газда не сака да одиш кај Исус. Тој сака да останеш кај Него. Подлабоко не влегувам. Ама кога некој го слуша Божиот збор, се активират секакви процеси и мешања. Океј, на камен. Со радост го примат зборот. Има некој човек, тој реагира, аме, прекрасно, прекрасно. Абе, супер е тоа. И, верувам и сето тоа. А некој роднина вели, ти ако одиш, тие луѓе читаш Библија, ќе знаеш, ова ќе се случи. И тоа беше тоа. Другарите ќе ти се исмејуваат. Некој роднина ќе ти се закани, да не дојдеш на гости, ти за мене веќе не постоиш. Не знам што. Еве, искушенија, се проверува тоа верување што толку лесно и брзо ти дојде, а вели нема длабочина, нема корен. Знаеш, она што го слушаш, јас не очекувам ти брзо да велиш да, јас сакам. Земи си време, провери го, види дали е тоа од Бог. Убеди се длабоко и тогаш не чекај. Ако е вистина, вистината, дури да боли, е вистина. Прифати ја. Ja. Другите,
трња, нешто паѓа на работ и таму има други растенија и тие растат и го угушат семето. Исус вели, што е тоа? Грижите, богатството и животните уживања. Сите имаме многу грижи. Ja? И си велиш, тешко тебе ако и слушаш и вести. Се информираш на YouTube што се случува во светот, уште еден тон грижи врз тебе што немат врска со тебе, дека живееш во Македонија. Не треба да ти е гајле што се случува во не знам каде, на крајот на светот, ама загрижени. Леле, уште сум загрижен. Грижи. Кога немаш, имаш грижи. Кога имаш грижи, се плашиш да го изгубиш. Океј? Грижи од сите страни. Богатството. Еве успех. Успехот во животот. Човекот ќе биде толку зафатен со својот успех, што Божјото Слово, дури да верува на некој начин, не може да израсте и да носи тој плод на спасение. Животните уживања. Многу сме зафатени со тоа. И во нашето срце има само место за едно нешто. И затоа прекрасната порака за твоето спасение, прекрасната порака за Исус Христос, твојот Спасител, може да биде изгушена и да не поверуваш на вистина. И тоа е многу реално. Ние сите, јас барем знам, сите такви луѓе, секакви такви луѓе. На крај, добрата земја. Има луѓе кои го слушат зборот и го чуват во добро и чисто срце. Сега, јас преге реков, јас немам добро и чисто срце, јас сум грешник. Ама, може да има срце кое е искрено пред Бог. Ja? Кога Бог зборува, го сваќам сериозно и му верувам на вистина. Во таа смисла добро срце. Ja? Значи, ако го имам правиот став, Бог ми зборува. Кој уште да ми зборува? Ако Бог ми зборува за мојата изгубеност и Бог ми зборува за Спасителот кој сака да ме спаси и е спремен и тука е да ме спаси во овој момент, што ќе правам? Па ќе му верувам. И ќе се обратам кон Исус, ќе поверувам во Него. И тогаш донесуваат плод со трпение. Значи, овој новиот живот и плодот што тој го донесува, тоа ќе постои и ќе се покаже како реално низ тешките услови на секојдневниот живот. Ja? Готово. Стигнавме до крај. Ви посакувам ова да биде вашата реакција во добро, значи во едно срце кое го сваќа Бог сериозно и кое е искрено. Ако Бог ми вели јас сум грешник, да не велам сега не грешиш, не ме познаваш. Ме познава. Тука е проблемот. Ме познава, ама јас не сакам да признавам пред себе, ниту пред Бог. Дека јас сум изгубен грешник. И Исус Христос дојде да спаси грешници, не добри луѓе. Океј, значи ова порака беше само за грешниците. Добрите не. Ja? Само за тие што се изгубени, што знаат, ми треба Спасител. Океј? Наредниот пат ќе зборуваме за темата крстот на Исус, воскресението и ти. Дека ќе биде и Велика сабота, така се вика. Се надевам да имате време да дојдете, океј, да не бидете со обврски, со секакви великденски обврски. Ќе се занимаваме со тие две историски настани. Смртта на Исус Христос на крстот и неговото воскреснување и
која врска има тоа со мојот, со твојот конкретен живот. Сега сакам да ве поканам да се гледаме тогаш. Фала за вниманието. Сега имаме дружење. Ја се надевам на добри разговори. Книги има таму, може би и некој може да објасни која книга се препорачува за кои прашања. И се надевам да се гледаме наредниот пат. Фала.